Добро вечер во емисијата 360 степени, прва во новата сезона. Нова фреквенција, повторно ќе се гледаме секој понеделник и петок од 22 часот и 30 минути. Еве најавата за содржините вечерва. Нова улица има двајца гласачи кои што живеат во непостоечки објект. Митровски Алексо. Фралија. Нечовски Алексо. Починат. Уште едни избори со хаотичен избирачки список. Точноста на податоците во избирачкиот список зависи од точноста на податоците кои ДИК ги добива од овие институции. Дополнително 200.000 спорни се вратени на списокот. Овие гласачи треба да се на посебен избирачки список со цел да се обезбеди поголема контрола. Дали луѓе што не живеат во Македонија и немаат никаков допир со прашањата од локален интерес, треба да гласаат за локалните избори да одлучуваат кој ќе биде градоначалник и член на општинскиот совет. Тие се биле тука државјани, утре може ќе се вратат тука. Вреден што праќаат пари, ама не може да одлучуваат кој ќе биде градоначалник или кој ќе биде советник. Различни држави, различни решенија. In my home state of Texas, I apply every year in January for the opportunity to vote overseas. But on the ballot at local elections, I'm not allowed to vote. There is no magic button that somehow stops state capture. So this is something that's going to go on for a while, and the first 100 days of the new government's existence is perhaps too early really to make concrete judgments of that. Интервју со британскиот амбасадор Чарлз Гарет. Филхармонија е големо градилиште, кој ќе одговара за предвременото незаконско пуштање во употреба. Со еден документ за акустични мерења и параметри не може да се пушти во употреба. Во катастар пишува дека таму има камењар. А не може ниту да чуди политичкото вертиго кога навестувањата дека принципиелноста и етичките норми ќе станат систем, а не кршлив концепт базиран на произволно толкување. Се дезориентираат уште при соочувањето со првиот предизвик. Моите компании работат транспарентно. Саботажа. Ќе направиме кратка пауза, па ќе се вратиме со содржините. Останете насад. Гледате 360 степени. Македонија влезе во уште еден изборен циклус со хаотичен избирачки список. Гласачи фигурираат на непостоечки адреси, одамна починати се уште на списокот, а има и вистински фантоми и такви со двојни и повеќекратни идентитети. Државната изборна комисија според закон ги има сите надлежности околу списокот, но де факто нема контрола врз податоците за гласачите. Зачудува молкот од главните политички партии за враќањето на околу 200.000 спорни гласачи кои за декембриските избори или беа на посебен список или воопшто немаа право на глас. Нивното издвојување лани се сметаше за голем придонес кон враќање на довербата во списокот, а годинава нивното враќање на списокот едноставно се игнорира. Александар Димитриевски се обиде да провери во каква состојба на вистина е списокот и колкав е потенцијалот за злоупотреби. Улица Димитар Беровски во Скопје се наоѓа десетина метри над Министерството за внатрешни работи. Адресата ја носат помалку од 20 куќи. Според јавно објавениот избирачки список, на улицата се регистрирани 95 гласачи. Но една адреса со 20 жители боде очи. Известни Емине Исак и Јурк Кимета имаат лична карта или пасош во куќата со број 0000. Вообичаената организација на адресите во Македонија, барем во урбаните центри, е куќите на едната страна на улицата да се означуваат со парни броеви, а на другата страна со непарни броеви. Така и на улицата Димитар Беровски. Но проблемот тука е што ниту на едната, ниту на другата страна не постои куќа која што го носи бројот 0000. Или со други зборови, нова улица има двајца гласачи кои што живеат во непостоечки објект. 180 километри од улицата Димитар Беровски од седиштето на МВР.
толку е патот до битолското село Птичари. Пред парламентарните избори во 2016-та, новинарката Емилија Мисирлиевска објави приказна на телевизијата Телма дека на избирачкиот список во ова село има починати гласачи, но и дека списокот е значително поголем од бројот на жители во селото. Домот на Тодор Трајановски беше првата адреса на која застанавме за да провериме дали нешто се сменило. На списокот се уште е починатото лице за кое беше известено лани, но таму е и починатиот војко на домакинот кој не прими. Живанка Станковска се уште е на списокот. Се уште на списокот? Да, се уште ти ја прочитай. Митровски Алексо. Австралија. Нечовски Алексо. Починат. Наумовска Ангела. И тој Нечовски Алексо е починат пред колку години е? Брат мој на колку години беше умен? 10 години. Да нема друго дете некој се уште? Нема. Пред 10 години е тој. Починат. За половина час го поминавме цел избирачки список за селото, што брои 262 гласачи. Према ова вие што извадовте, во Птичари се моментално и жители има околу 240 жители. Од тие 50-60 се што немат право на глас, што немат навршено 18 години, малолетни. А кога ти што читаш по списокот 262, значи негде 60 и кусурот, 60 и неколку луѓе не постојат на списокот, значи не е прочистен. Се ти овие што ми прочита, од овие има доста што се кој Канада, Австралија, починат има доста што не се избришани. И по моје, значи, ова не направија овие ланска година кога беше, се натекнуваја една година цела, прочистување на списокот, ама не ги има прочистено списокот. Како е возможно на списокот повторно да има гласачи кои повеќе не се меѓу живите, но и гласачи со непостоечки адреси? Еден од одговорите може да биде фактот што на минатите избори во 2016 година, од вкупниот број на гласачи во земјата, 170.000 беа издвоени на посебен список бидејќи проверките покажаа дека веројатно се во странство. Други, 30.000 гласачи, беа тргнати од избирачкиот список и не можеа да гласаат на ланските парламентарни избори. Најголемиот дел од нив се најдоа во таа група, бидејќи освен биометриски документ не поседуваа ништо друго, како сметка во банка, социјално или здравствено осигурување, плата, пензија. Но, според договорот меѓу партиите, сите тие гласачи сега се вратени на избирачкиот список. За повторното присуство на спорни записи, Државната изборна комисија вели дека такви биле податоците што ги добиле од другите институции. Избирачкиот список како јавна исправа е составен од податоци кои што Државната изборна комисија ги добива од Министерството за внатрешни работи, од Управата за водење на матични книги, како и од основните судови. Точноста на податоците во избирачкиот список зависи од точноста на податоците кои ДИК ги добива од овие институции. Секако мора да имаме предвид дека податоците во избирачкиот список се подложни на секојдневни промени, така што во ниту еден момент не можеме да тврдиме дека избирачкиот список е целосно точен. Законот сепак вели дека членовите на изборната комисија имаат право да почнат постапка за проверка на податоци за гласачи, што во крајна линија значи дека членовите на ДИК можат да го прочистуваат избирачкиот список. Конкретно за овие избори, такви постапки не се почнати се уште, меѓутоа членовите на Државната изборна комисија ја имаат можноста да направат увид во документацијата на релевантните институции, односно на Министерството за внатрешни работи пред се, доколку имаат евентуален сомнеж за било кој од гласачите кои што се на избирачкиот список. Доколку биде поведена таква постапка, секако ќе биде и јавноста запознаена. Дали тоа значи дека треба да очекуваме дека самите членови ќе поведуваат вакви постапки? Велите до сега за овие избори немаат поведени. Не би зборувала во име на секој од членовите поединечно, бидејќи тие секој од нив поединечно имаат можност да побараат увид во документацијата од МВР, меѓутоа да видиме, времето ќе покаже дали ќе бидат поведени такви постапки, секако доколку има основа за тоа. Дека членовите на ДИК, а и МВР,
имаат што да проверуваат, како пример не треба да служат само починатите или одамна иселените. Оваа зграда се наоѓа во скопската населба Кисела вода. Според избирачкиот список, во стан во влезот број 1 живее екс-функционерот на УБК Горан Груевски. Во стан во влезот број 2, исто така според избирачкиот список, живее Владимир Варелов, двојниот идентитет на Горан Груевски. Собственик и на едниот и на другиот стан е доскорешниот функционер во тајната полиција. Сепак, иако двата идентитети се ист човек, и вистинскиот и измислениот се гласачи. Да не беше прогонот, екс-шефот на петата управа ќе можеше да го оствари своето гласачко право, и како Груевски, и како Варелов, и тоа во блиската градинка во исто избирачко место. Секако со трансформација на физичкиот изглед, што од јавните појавувања се чини не е туѓо за оперативецот. Во однос на ваквиот тип на злоупотреби, да подсетам дека од минатата година во изводите, печатените изводи од избирачкиот список, истото ќе важи и за овие локални избори, се печати и фотографија на самите гласачи покрај останатите податоци. Но и покрај фотографиите, познат е случајот на Фатиме Сулеймани од минатите избори, која кога отиде да гласа откри дека некој веќе се идентификувал, се потпишал и гласал во нејзино име. Можни се пропусти, не можеме да кажеме дека 100% од страната можноста за какви било пропусти на терен на денот на изборите, сепак имаме околу 3500 гласачки места, меѓутоа има механизми на кои што Државната изборна комисија работи за да се отстрани колку што е можно во поголем дел и да се елиминира можноста за злоупотреби или пропусти од страна на избирачките одбори. Додека избирачките одбори се клучни за последниот, денот на гласањето, анализите на 360 степени на избирачкиот список покажаа дека потенцијалниот извор за злоупотреби е на почетокот, во приливот на нови гласачи на списокот. Со сина боја на графиконот се означени новите гласачи на избирачкиот список. Со портокалова е прикажан природниот прилив на нови гласачи, односно лица кои во тие години наполниле 18 години минус лицата кои починале. Во периодот 2008 до 2011 година овие две линии немаат големи разлики, бидејќи бројот на ново впишани гласачи бил приближно ист со очекуваниот природен прилив. По изборите во 2011 кои се последни на кои се гласа со стари лични карти, се случува пресврт. Додека Државната изборна комисија на крајот на 2012-та најавува дека ќе брише 127.000 гласачи, бидејќи немаат биометриски документи, списокот расте за 55.000 нови гласачи за само година и половина, што е неколку пати повеќе од природниот прилив. По бришењето, во следната 2013 година, приливот на нови гласачи на избирачкиот список е помал од природниот прираст. Но, таа негативна разлика не е доволно голема за да го оправда огромното зголемување на нови гласачи во 2012 година. Од 2013 година избирачкиот список повторно забрзано се полни со нови гласачи, за трендот нагло да прекине годинава. За престојните локални избори зголемувањето на избирачкиот список повторно одговара со природниот прилив на гласачи. Така е за прв пат по огромните приливи на гласачи во периодот 2011-2012 година и големите разлики се до ланските избори. Во невладината организација Мост, која 15 години ги следи изборите во Македонија, се свесни за отстапувањата. Одговорите за тоа како се можни такви отстапувања сметаат дека се ка институциите. Но проблематичните бројки според Дарко Алексов се одличен показател за критиките и сомнежите за изборниот процес. Покажуваат само уште еден дополнителен аргумент дека самиот избирачки список, концепцијски, системски, во минатото, за сега не можеме да говориме, со оглед на тоа дека имаме едва и 100 дена нова композиција на влада и така натаму, е бил многу ранлив, односно подложен на влијанија. Впрочем, сите овие работи што ни се случуваа во изминатиот период од 2-3 години,
покажуваат дека недовербата во изборниот процес трга, односно поаѓа од самиот тој концепт на креирање, ажурирање на таа датабаза на гласачи. Политичкиот договор на списокот да се вратат 30.000 спорни гласачи, заедно со 170.000 за кои се претпоставува дека се во странство, според Дарко Алексов, дополнително ја еродира веродостојноста на процесот. Нашиот став е дека овие гласачи треба да се на посебен избирачки список со цел да се обезбеди поголема контрола на тоа кој доаѓа да гласа на избирачкото место, а со тоа и да се обезбеди поголема доверба во изборниот процес. Со доближувањето на денот на изборите, товарот за намалување на потенцијалните злоупотреби се префрла на рамената на избирачките одбори. Тоа што чувствуваме дека недостасува е убаво да им се укаже на членовите на избирачките одбори кои се последиците од непостапување согласно процедурата и кои се законските прекршувања кои што тие може да ги прават ако не ја спроведуваат процедурата така како што ќе им биде кажано. Државната изборна комисија пак уверува дека активно работи на обука на избирачките одбори, особено што токму за овие избори се формирани нови по истекот на 5-годишниот мандат на старите. Секако и ние извлековме соодветна поука од минатогодишните избори, така што решивме овие научени лекции да ги примениме во овогодинешните упатства, подзаконски акти кои што ги носи ДИК, како и во прирачниците за едукација. Новината е, пак ќе речам, подетално е разработено, им дава подетални насоки на членовите на избирачките одбори, на што особено да обрнат внимание и што доколку некои од податоците се разликуваат во документот за лична идентификација и во изводот од избирачкиот список. Водењето и ажурирањето на избирачкиот список преку податоци од МВР и од Управата за матични книги е систем кој Македонија најверојатно ќе го менува. Наместо водење на база на податоци, една алтернатива е секој кој сака да гласа прво да се пријави. Вториот начин е државата да води единствен регистар на граѓани од каде ќе се црпат податоците и за избирачкиот список. Министерството за информатичко општество веќе почна таков проект со пари од Европската унија. Но, барем за овие избори, се чини дека нема време да се смени впечатокот кај обичниот граѓанин. Не верувам, не само ја гледам према кај нас што фалат се на списокот 60 од 240 жители, 60 се плюс, значи тоа што остане за другите, за градовите и за цела Македонија. Не верувам јас на овој список. По кратката пауза отвораме уште една тема поврзана со претходната. Дали некој што не живее во Македонија треба да гласа на локални избори? Исто така, ќе гледате. There is no magic button that somehow stops state capture. So this is something that's going to go on for a while, and the first 100 days of the new government's existence is perhaps too early really to make concrete judgments of that. Интервју со британскиот амбасадор Чарлз Гарет. Филхармонија е големо градилиште, кој ќе одговара за предвременото незаконско пуштање во употреба. Со еден документ за акустични мерења и параметри не може да се пушти во употреба. Во катастар пишува дека таму има камењар. Се уште сме на изборни теми. Тесно поврзано со претходната сторија за избирачкиот список, вечерва ја отвораме и дилемата. Дали некој што не живее во Македонија и нема никаков допир со прашањата од локален карактер, треба да гласа на локални избори. При тоа правиме разлика со гласање на парламентарни избори. Проверивме какви се решенијата во други држави. Ќе видите дека државјаните на Велика Британија, например, ако работат или престојуваат во странство, немаат право да гласаат на локални избори. Или граѓани на некои од сојузните држави во САД, ако сакаат да гласаат, мораат секоја година да пополнуваат специјална апликација.
Кај нас дел од партиите веќе закупуваат авиони и автобуси за на 15 октомври да ги донесат луѓето што не живеат овде, да решат кој ќе ни биде градоначалник или член на општински совет во следните 4 години. Славица Филиповска. Дали луѓе што не живеат во Македонија и немаат никаков допир со прашањата од локален интерес, треба да гласаат за локалните избори да одлучуваат кој ќе биде градоначалник и член на општинскиот совет. Во потрага по одговорите тргнавме со прашање до граѓаните. Мислите ли дека треба диаспората да гласа на локалните избори? Па треба нормално, зашто да не гласа? А зошто би требало да гласа? Па како? Тоа се луѓе што живеат во друга земја. Па нема веза, што има веза кога живеат тие. И тие са биле тука државјани, утре може ќе се вратат тука. Нормално? Не. Тие што живеат овде треба да одлучуваат. Ние треба да одлучиме сами. Тие немаат работа со нас овде. Тие си имаат по 2-3 евра, 20.000 евра плата. Ние за 5.000 работиме. Треба да гласаат. Меѓутоа не живеат тука, туку во друга држава. Разбирам, све ред, али треба да гласаат. Ако они се не идат, али редно е да гласаат. Со оглед на тоа што доволно е да се биде на избирачкиот список и во Македонија на денот на изборите. На изминатите локални избори сведочевме на различни злоупотреби и проблематични ситуации во повеќе општини. Еден беше феноменот што пустечани добија адреси во Ресен и во Скопски центар, а друг организираните авионски летови и автобуски конвои со кои ДУИ ги донесе своите поддржувачи од диаспората да гласаат во Кичево. Македонски државјани на привремена работа или престој во странство се сметаат сите оние што имаат лична карта со живеалиште во Македонија, но привремено предстојуваат во странство повеќе од 3 месеца или се на привремена работа или престој во друга држава повеќе од 1 година. Праксата за тоа дали граѓаните што не живеат во родната земја треба да гласат за локалните избори е различна во различни земји. Во Националниот демократски институт во Македонија, Крис Хеншо и Роберт Скот доаѓаат од различни земји и носат различни искуства за тоа кој има право да гласа на локалните избори во нивните матични земји. Иако со години живее во Македонија, Роберт Скот, кој потекнува од Соединетите Американски држави, вели дека има право да гласа на изборите во својот роден град во Тексас. In my home state of Texas, I apply every year in January for the opportunity to vote overseas, and with the caveat that I plan to return to my home state of Texas. And so in that regard, I can vote for governor of Texas, the House of Representatives and the Senate in Texas. I can vote for the mayor and the council for my town that I'm from and school board. And so it's a way that I can stay connected with my home state and still be engaged in the political process. Тој додава дека иако живее во Македонија, плаќа даноци во матичната држава, па гласањето на избори е начин да се учествува во одлучувањето за тоа како се трошат јавните пари. We have to pay tax every year. We file a tax form that we're giving back to the state for operations and governance, so we get a choice and decide on how those taxes are spent. Now, it is true that the Americans living overseas, to a certain threshold of their amount, don't have to pay tax, but once you exceed that threshold, you do pay tax. And so the idea is that it's to participate in the process and how tax dollars are being spent at home. Неговиот колега Крис Хеншо, кој исто така со години живее и работи во Македонија, објаснува дека ситуацијата во Велика Британија е поинаква. I have the right to take part in, for instance, there happens to be a development in the street in which I live at the moment, and I'm engaged by the local authority asking my views on the development, even though I know I'm resident overseas, because I own a house in the street. But on the ballot at local elections, I'm not allowed to vote. Неможноста да гласа на локалните избори во Велика Британија, Хеншо ја оправдува со тоа што тој не е локален жител, бидејќи живее во Македонија. In the UK, and the vast majority of town halls is that the area is broken up into much smaller areas. We call them wards, and we elect 3 local councillors to represent that ward. I'm not voting for the whole municipality. I'm not voting for a mayor.
And these wards are very, very small. So my representative is very local to me. And I believe what the system is saying, that on that very localized level, where we're talking about 3,000 votes would elect your councillor, then, you know, the fact that I'm overseas and not involved in street-by-street developments and politics is such that I wouldn't be allowed to vote. Разликата меѓу Соединетите Американски држави и Велика Британија за прашањето на гласање на иселениците или лицата на привремена работа во странство сепак не се единствени. Со ова прашање се занимавала и Венецијанската комисија, која направила споредбена анализа за избирачкото право во 57 држави, меѓу кои Македонија. Во прилог на широкото гласачко право оди тезата дека основата за правно признавање на граѓаните е принципот на државјанство. Така, граѓаните на една земја во принцип ги уживаат сите човекови права прифатени од таа земја. Од друга страна, легитимен аргумент против гласачкото право на оние во странство, според комисијата е дека во малите општини понекогаш одлучувачки за исходот на изборите се мал број на гласови, па дури еден единствен глас може да биде клучен. Оттаму се поставува прашањето дали на локални избори треба да биде дозволена вклученоста на државјаните надвор од земјата ако можат да го одлучат мнозинството. Дури најлибералните системи, кои дозволуваат сите да гласаат за сите избори, сепак имаат ограничувачки механизми. Норвешка е отворена за правото на глас на незините државјани кои живеат во странство, така што 10 години ги чува нивните имиња на избирачкиот список во локалната власт каде биле регистрирани пред да ја напуштат земјата. Кога периодот од 10 години ќе помине, гласачот мора да поднесе барање за регистрација до изборната комисија. Заклучокот е дека не постои унифициран систем. Примерите сепак покажуваат дека поголемиот број на држави дозволуваат иселениците да гласаат за парламентарните избори, но многу често не и за локалните. Токму поради дилемата колкаво треба да биде влијанието на диаспората во политичките процеси во една земја, голем број на држави имаат и генерални ограничувања. За разлика од Македонија, каде во моментов тоа право не е ограничено. Во Германија, на пример, ако нивен државјанин е надвор од земјата 25 години, го губи правото на глас од диаспора. Сличен модел има Велика Британија, каде правото се губи со 15 години иселенички стаж. Канада е многу порестриктивна со граница од 5 години, а меѓу најригорозните е Турција, каде е доволно гласачот да е повеќе од 6 месеци во странство. Со оглед на тоа што нема унифициран став, дали оваа категорија на граѓани треба да гласаат на локалните избори во родната земја, остануваат аргументите за и против и кај нас. Мене не ми смета, ја живея во странство. 47 години во Германија. Не ми смета, би требало и диаспората да гласа. Идеме тука секој година или 2 пати годишно. Да, и нас исто ме интересира. Фамилијата ни живее тука. Врете што праќаат пари, ама не можат да одлучуваат кој ќе биде градоначалник или кој ќе биде советник. Продолжуваме. Не постои волшебно копче со кое со еден потек може да се ослободи она што Европската комисија го опише како состојба на заробена држава, вели британскиот амбасадор Чарлс Гарет. Прашан да ја коментира остварливоста на формулата што ја промовираше премиерот Зоран Заев, Македонија да ја добие поканата за НАТО под привременото име, а прашањето за името да се реши додека трае ратификацијата на приемот, Гарет го повтори коментарот на генералниот секретар на Алијансата Јенс Столтенберг, дека ако тоа е заемно прифатливото решение меѓу Атина и Скопје, тогаш е во ред. Владимир Мирчевски разговараше со Гарет во пресрет на утрешната посета на шефот на македонската дипломатија Никола Димитров на Foreign Office во Лондон. Ambassador, the last time I talked to you, it was amidst a heated political atmosphere, whether a new government will be formed. When you said to me that one of the first tasks for the newly government should be to free Macedonia from, as European Commission said, state capture. After 100 days of the current government in office, what is your assessment? Well, I think it's a really important question. State capture, in the way that the European Commission described it, is a very complex problem, and it reaches into every corner of the establishment, every corner of society. So dealing with that is absolutely directly related to the wider question of moving reforms forward. It also means that it takes a very long time
to deal with it. There is no magic button that somehow stops state capture. So this is something that's going to go on for a while, and the first 100 days of the new government's existence is perhaps too early really to make concrete judgments of that. But the new government has expressed their absolute determination to deal with it, and that's a good start. One of the key recommendations from the international community in the past period was the wiretap scandal needs to be cleared. And as it said, investigate the allegations from the conversations about abuse of power and public funds. Is that process going in a satisfactory manner? Well, it's impossible to tell from outside, from my position outside that process. We're not privy to the detail of what's going on, but the wheels do seem to be turning. And I think that this is also a very important point. I said throughout the political crisis, since the Pršino signing, that proper investigation of these very serious allegations was essential for sustainable resolution of the political crisis. That remains true. And looking further ahead, you can't simply have very serious allegations like that remaining uninvestigated and unfollowed up, because that is bad for rule of law and it's bad for society. So it's a good thing that those investigations continue. How do you assess the role of the opposition in the past few months? On one hand, Varmar Duppaman has said that it would change its attitude towards international community and to the ethnic Albanians. But on the other hand, they formed 10 MP groups, thereby prolonging and blocking the parliamentary procedure for some main questions. I think it's a very good thing that all political parties are represented in government. That hasn't always been the case in this country, as you know. I think it's essential that everyone in Parliament plays their proper role. Parliament is, of course, central to the question of reform. It's central to, essentially, the question of the country moving forward. So it is very important that all representatives in Parliament and all the parties represented there play their proper role, not just according to the letter of the rules and regulations, but also according to the spirit. That is really important. Regarding Macedonia's foreign policy, the new government is promoting a new approach, a new policy towards its neighbors. Could this, along with the potential outcomes of the reforms, unblock the Euro-Atlantic integration of Macedonia? Well, I think you're right that the two fundamental ingredients in this are reform and a better situation with good neighbourly relations. But this is a very complex picture, and it will require time to really understand whether things are moving in the right direction. Certainly a very good start has been made. The government has been absolutely clear about its determination to push reform forward. And I think what they've achieved with Sofia and in terms of the improved relationship with Athens is really very promising. But time will tell, and I think sort of moving this all the way to unblocking the path forward will require quite a lot of hard work and quite a lot of courage and flexibility on the part of everyone, whether that's government or political parties or individuals. What is your view on the formula that is promoted by Prime Minister Zaev, Macedonia to become member or to get invitation to become member of NATO under the provisional designation, and the name issue to be solved in the period of the ratification process of the accession protocols in national parliaments? I would refer back to the NATO Secretary General Jens Stoltenberg's comment on that if that proves to be the mutually acceptable solution, then we can make a start. And I think that's pretty clear. The rest is about reform and a determination to continue in that direction. And again, it's early days to say anything about that, but a good start appears to have been made. I think the only other thing I'd say on that is that it's fantastically encouraging after the stasis, such a long stasis during the political crisis, to be able to talk constructively and positively about realistic chances of taking this forward. Tomorrow, Foreign Minister Dimitrov will be going to Foreign Office in London. What can we expect? What Macedonia can expect from this visit?
Well, I think you can expect a lot of very positive news coming out of that visit. The UK has, for a long time, had a fundamental interest in the Western Balkans and, of course, in Macedonia, based on security and stability and prosperity. That will continue up to Brexit, through Brexit and beyond Brexit. And I fully expect our collaborative and supportive relationship with Macedonia to continue. And I think that the fact that the UK is hosting the Western Balkans Summit in 2018, to follow up the summit in Trieste and the ones before that, is a very good illustration of how committed we are to this region as well as to Macedonia. So there's a lot to talk about. Mr. Dimitrov will have a meeting with the Minister for Europe and the Americas, Sir Alan Duncan, who was here in Skopje in February, and they'll be talking about these interests and how our two countries can work together to pursue them. The Minister, Mr. Dimitrov, is in London to speak at the Westminster Foundation for Democracy, so he'll also be speaking there about Macedonia's view of the new situation. Ambassador, thank you very much. It's a pleasure. Ова беше разговорот на Владимир Митчевски со британскиот амбасадор Гарет. Овде ќе направиме уште една пауза, а по неа се саботажата и Филхармонија е големо градилиште, кој ќе одговара за предвременото незаконско пуштање во употреба. Со еден документ за акустични мерења и параметри не може да се пушти во употреба. Во катастар пишува дека таму има камењар. Се уште сте со 360 степени. Неколку дена откако Зоран Заев го доби мандатот за формирање влада, власта во заминување организираше свечено отворање на новата зграда на Македонска филхармонија. Целта наверојатно беше да не и се остави на новата власт да се кити со туги перја. Но еден поглед во документите од катастар е доволен да се види дека нешто не е во ред. Таму пишува дека на парцелата има камењар. Погледот внатре во зградата пак открива дека таа не е завршена ни до половина. Проверката во финансиите покажува дека од 40 милиони евра колку што чини целиот објект, 26 милиони се за интериерот, а од нив на изведувачот му се платени едва 12,5 милиони. Петар Клинчарски го отвора прашањето дали има простор да се бара одговорност од оние што дозволиле отворање на објектот без технички прием и употребна дозвола. Класична музика во микс со звуци од пила. Гледка во обкружувањето на новата зграда на Македонска филхармонија. Под небројните скали што водат до влезот на институцијата, веќе продефилираа елегантни тоалети и костими на отворањето. Но сега, истиот влез е затворен и за последнат од градежни работи. Сликата однапред е пресликана и на задниот дел на објектот каде се уште се издигнати тараби. Новата зграда на филхармонија беше свечено пуштена во употреба, но речиси половина од објектот не е завршен. Токму пред 3 месеци, токму на оваа сцена тука во големата сала на новиот објект на Македонската филхармонија се одржа првиот концерт. За љубителите на класичната музика беа отворени вратите, но во јавноста останаа отворени прашањата. Дали новиот објект
има употребна дозвола и технички прием според сите законски процедури кои што треба да ги исполнува. Новиот ВД директор на Филхармонија Виктор Илиевски пронашол само еден лист хартија како обид за покритие на предвременото отворање на објектот. Станува збор за документ протокол со кој изведувачот на градежните работи, фирмата Страбак, привремено ја позајмува концертната сала на Филхармонија, заради како што пишува завршни акустични мерења. При тоа, во документот јасно се наведува дека малата сала и другите простории треба да бидат затворени. Ова е доказ дека тогашната министерка за култура Елизабета Канческа-Милевска и екс-директорката на Филхармонија Маја Чаначевик го организираат првиот концерт без да бидат исполнети законските услови. Денес е септември 11, а не е завршена малата концертна сала при објектот на Филхармонијата и сметам дека таа нетрпеливост во однос на целата постапка, меѓутоа, пак ќе кажам, не можам да ја разберам одговорноста и ризикот кој што го превземале главните актери во однос на отварањето на овој објект, бидејќи ова е објект од А категорија и со еден документ за акустични мерења и параметри не може да се пушти во употреба, бидејќи тоа значи јас бев присутен на финиширањето на салата филхармониска во Хамбург, каде што точно е дека музичарите ги вршеат тие акустички мерења во завршната фаза, меѓутоа без публика. Тука имавме 1000 гледачи публика која што беа дел од тие акустични мерења. Така да во тој дел сметам дека е направен голем престап врз законите и процедурите за градба. Според законите, Министерството за транспорт и врски е должно да формира комисија која треба да направи технички прием на објектот и врз основа на тоа да издаде одобрение за употреба. Воедно транспорт и врски е надлежно во име на инвеститорот Министерството за култура да достави барање за запишување на градежниот објект во катастарот за недвижности. Илиевски објаснува дека откако ќе се завршат потребните процедури, на седница на владата треба да се донесе одлука со која објектот ќе се предаде во владение на Македонската филхармонија. Ако се погледне актуелната состојба во катастар, парцелата се уште е во сопственост на Република Македонија и се води како камењар. Го прашавме Илиевски попрецизно какви обврски му се оставени во наследство. Откако стапив, бев именуван првиот ден, тоа беше петок, 28, понеделникот веднаш се упати во Министерството за култура да ме информира најдетално за сите информации за текот на градбата и завршната фаза. Искрено бев фрапиран од главниот податок дека овој објект до моето назначување немаше приклучок кон градската мрежа на БЕК, кој што е единствен начин за загревање и за функционирање на овој објект во грејната сезона од 15 октомври. А можете ли да замислите дека се направила програма за институцијата, која што беше и објавена пред моето назначување, не е утврдена и одобрена од управен одбор, претходен одбор, како исто така пропуст законски, а од друга страна како менеджмент да знаете дека во оваа сала нема да има загревање. За Илиевски, уметничкиот аспект на отворањето паднал во вода, а во преден план испливала намерата за отворање на филхармонија по секоја цена. Филхармонија беше пуштена во употреба пред формирањето на новата влада, кога институциите се уште беа под контрола на ВМРО-ДПМНЕ. Функционерите од оваа партија беа најбројни меѓу присутните на првиот концерт во објектот, на пијанистот Симон Трпчевски, под диригентската палка на Владимир Ашкенази од Русија. Иако тогашната министерка Канческа-Милевска убедуваше дека картите по цена од 2500 до 3000 денари биле во слободна продажба, подоцна ја демантираше Министерството за култура. 2/3 биле поделени гратис, а само 308 билети биле продадени во билетара. Само по оваа основа, Илиевски пресметал штета за буџетот на институцијата за речиси 23.000 евра. Од финансиски аспект се испоставува дека филхармонија ќе биде дело на две различни власти,
на ВМРО-ДПМН и на СДСМ. Повеќе од половината кон Штрабак за интериерот не е исплатен до превземањето денот на новата влада. Значи од 26,7 милиони евра се исплатени 12 милиони 580. Тоа е крајната цифра од претходната влада во однос на обврските кон Штрабак. Така да сметам дека и тие обврски ќе доаѓаат во, меѓутоа таа политика ја води Министерството за култура како главен инвеститор за овој објект. За случајот со Македонската филхармонија изостана одговори од Канческа Милевска и Маја Чаначевик. И двете не ја прифатија поканата да ја кажат својата верзија на настаните и да кажат зошто дозволиле концерт без исполнување на законските услови за тоа. Краток одговор добивме само од поранешната министерка, која телефонски одсечно ни рече дека филхармонија не е нејзин личен објект и дека сите документи ги има во Министерството за култура. Од Министерството за транспорт и врски велат дека барањето на Министерството за култура поднесено во времето на Канческа Милевска за издавање одобрение за употреба е одбиено со решение од 16 јуни по смената на власта. Таму филхармонија се уште се води како објект во градба. Од транспорт велат дека тие немаат надлежност да бараат одговорност за непочитување на законите. Државниот инспекторат за градежништво, кој е надлежен за тоа, излегол на терен, констатирал дека објектот нема одобрение за употреба, но од оваа институција не можеше да се добие конкретен одговор, дали и кого ќе гонат за незаконското постапување. И во оваа сезона финалето на секоја емисија ќе биде во знакот на саботажите на Сречко Поповски. Ве сте бре људи. Јас се извинувам, задоцнев малку на Никогаш не е толку доцна за да не може повторно да се фати приклучок. Се разбира, зависи за кого од има такви што зад себе имаат толку сериозен багаж, кои без да се завратат им е натежнат до таа мера, што со своите лесни зборови го предизвикуваат неговото струпалување. Нашите граѓани заслужуваат подобро. Нашите граѓани сакаат подобро. И може многу подобро од ова. Почитувани, никого не чуди веќе вртоглавиот пат, а не може ниту да чуди политичкото вертиго кога навестувањата дека принципиелноста и етичките норми ќе станат систем, а не кршлив концепт базиран на произволно толкување, се дезориентираат уште при соочувањето со првиот предизвик. Моите компании работат транспарентно, таму каде што сум јас собственик, а не управител. Тие и понатаму ќе продолжат тоа да го работат како што го работеле последните 15 години, за разлика од тоа кога некој се крил зад компании од Белизе. Тоа што некој се засолнувал зад сметки со вкусна екзотика, а друг го рецитира прославениот постулат на една министерка за уставот и законите, не значи ништо друго освен играње со довербата, добиено од луѓе кои простодушно се бореле за триумф над политичкото празнословие и личното профитерство. Така што јас не знам кој во целата оваа работа се прави лут или збунет. Ова прашање без друго ќе остане без адекватен одговор, бидејќи нивото на дебата се сведува на невидено дно, од кое толку силно се удира што простотилукот станува парадигма на политичката битка, а јавната сцена наместо идеен и продуктивен станува мегдан, на кој невкусно се мери количеството малигани, потребни за извршување на одредена функција. Почитувани, на граѓаните на Скопје им е потребен стабилен, вреден и чесен градски татко, а не градска пијандура. Отрезнувањето никако да дојде, а мамурливата нација, дури тие што се заветија дека ќе ја помогнат да се залечи, само ја искористија за бесплатна диагностика со која наместо очекуваниот рецепт за државната болест си изведоа партиска операција. Ако ме викне некој бесплатно би отишол таму, било што да треба за државни интереси да помогне. Пијарскиот шминкерај на државните интереси е зашлакана рефлексија од огледалото во кое јасно се гледа менгемето во кое тие се притиснати од личните и партиските стеги, кои постојано ги прецвикуваат.
повикот, некој што е платен се откажал да побара за нив да биде ангажиран про боно, е врв на политичката хипокризија. Да не е смешно би било трагично, а трагично е. Солуција има. Единственото решение за сето бреме кое го носи е Македонија конечно да се породи. И ке треба да има гинеколог, пошто потребно има доста жени, има млади девојки, има бремени знаи, сви и свашта. И на крајот, за тоа кога и каде навистина е крајот. Може би треба и подолго. Има уште многу, ама ајде. Е, повеќе нема. Крајно време е. Толку за вечерва. Освен Алсат, можете да не следите и на нашата веб страница 360stepeni.mk, како и на Facebook и на Twitter. Ќе се видиме повторно в петок од 22:30. Пријатно!